Земањето голема количина храна, особено таа што е богата со сол и консумација на алкохол во големи количини, доведува до нагло скокање на крвниот притисок и самиот тој прави одредени проблеми во здравствената состојба кај луѓето. Прославата на новогодишните и божикните празници може лесно да ви приседне ако не внимавате поради претераното консумирање руска салата, пилешко и друга тешка храна, но и ако претерате со алкохолните пијалоци. Лекарите предупредуваат да се јаде и пие умерено. Исто и нутриционистите на оваа тема велат дека треба многу да се внимава околу исхраната за време на новогодишните празници. Треба да се внимава што се јаде и колку се јаде. Празниците се семејни веселби. Ние имаме традиционални убави јадења кои што треба да се јадат и за празник како што се вели не се држи диета. Меѓутоа, умереноста, добрата комбинација е секогаш вистинскиот избор. Умерено уживање во се, тоа е навистина најдобриот пат до здравјето. За лицата што се во божикни пости, при повторното консумирање на сите видови храна да внимаваат, особено во првите денови по прекинот на постот, бидејќи тогаш се најчести проблемите што се јавуваат со желудникот и жолчката. За да не се случи тоа, воведувањето на мрсната храна, месо и јајца треба да е со умерени количини во првите денови. Божикната софра, која најчесто превладува со такви производи, треба да биде умерена, да се внесуваат од 100 до 200 грама месо. Исто така, лекарите велат дека инциденцата на кардиоваскуларни настани поради пријадување не е толку голема, туку клиничката слика и болката што ја чувствуваат граѓаните во пределот на границата помеѓу градниот кош и стомакот.